Добар ден. Скандал до скандал ја тресе македонската дипломатија откако Никола Груевски и ВМРО-ДПМН се на власт. Ниту Груевски, ниту пак министерот за надворешни работи Поповски не чувствуваат одговорност да објаснат зошто професионални дипломати и го вртат грбот на власта и одбиваат да ја представуваат Македонија во светот. Повлекувањето на Ненад Колев, дипломат од кариера во Министерството за надворешни работи, кој за само 2 месеци требаше да замине како амбасадор во Берлин, е второ откажување од амбасадорска позиција за само 5 месеци. Јасно е како може Германија да гледа на овој непрофесионализам и дилетантизам на македонската дипломатија, ако се земе во предвид дека агреманот за Колев е одобрен од земјата пред цели 6 месеци. Во февруари годинава професионалниот дипломат Никола Димитров одби амбасадорско место во Москва. Дали професионалците од Министерството за надворешни работи се срамат од аматерските политики на Никола Груевски и имењакот Никола Поповски? Пред очите на светската јавност секоја година се случуваат по неколку дипломатски скандали поврзани со официјалните представници на Република Македонија. Лани, од приватни причини, екс-амбасадорот на Чешка Игор Илиевски бегаше во Полска. Почесниот конзул во Перу Дејан Атанасовски напад на граѓани и полицајци. Преку австралиските медиуми светот дозна за приватните излети на екс-амбасадорот во Австралија Перо Стојановски, кој дури и позајмувал пари за наводно лечење. МНР со месеци го толерираше. Конзулот во Чикаго Јовица Палашевски се степал на паркинг и нападнал службено лице. Власта на Никола Груевски ниту чувствува, ниту пак превзема одговорност. Напротив, и натаму на амбасадорските места ги третира како награди за послушници. Во дипломатските представништва се најдоа и пејачи и манекенки. Амбасадорката во Белград е невропсихијатарка без ден работно искуство како дипломат, но е поранешна советничка на Груевски. Штетата, почитувани граѓани, е врз сите нас и врз Република Македонија. Благодарам, повелете со прашање. Значи, немаме ние на што да се повикуваме, законот е јасен и дециден, членот 62 од Законот за локална самоуправа за таков тип на одлуки предвидува апсолутно мнозинство, значи неквалификувано, односно за усвојување на детален урбанистички план треба да се произнесат повеќе од половината од вкупниот број на советници во дадениот совет. Во конкретниот случај во општина Центар за усвојување на деталните урбанистички планови кои што беа на дневен ред требаше да гласаат за најмалку 12 советници. ВМРО-ДПМН и досега во целокупната своја пракса како владење покажува и докажува дека за него правото не значи ништо, туку значи она што е политичка волја на врхушката на ВМРО-ДПМН, очигледно мотивирана исклучиво само од бизнис интересот. Немаме ние што да превземаме за нешто што не е правно, значи не може општината да издаде градежна дозвола за објекти кои што не се предвидени за градба на дадениот потек.